Во Вселената за нас е запишано кои сме и што сме. Но дали дојдовме до таму да тргнеме да ја побараме тетратката со тие податоци и да ја уништиме? Зошто ни е потребен рестарт? Им дадовме ли на нашите деца крилја да одлетаат од нас и како ги привлекуваме да се вратат на своите корени? За пензионерскиот дигнитет, за поезијата, за безредеието во градот, говори Љубица Симоновска. Па мислу дека све е запишано, дека има нешто над нас што ни покажува што не води. Некои луѓе води ги на прав пут, некои ги води на крив пут и некои прави, не прави се најлошо и за држава и за град. Ипак нешто има. Мислу све треба рестарт, што се вика да се направи, да се почне од почеток. Било за држава, било за град, било за нас, за луѓе. У Куманово, па друг градоначелник прво, што ќе води ред малку повише за луѓе, ќе води ред за путишта, осветлување на град, за хигиену да води на ред и да луѓе да ги прима каде него канцеларiju, да не одложува, да помага фактички на луѓе, а не да одмага. Пошто се, како што гледам, повише се одмага него што се помага. Работа започнев, не е довршена, пример, моја улица Моша Пијаде, почнава да го прави, стопирава. Навечер не си до 8-9, сама да идеш негде да се враќаш. Дрва има, не се подкасти да си засечев, да се направи, значи да се може си слободно на улицу сиде, прототрали, се авто има. Има авто, не може да поминеш на тротоар. На улицу мора да идеш. Навечер 10-11. Па тоа би треба да се реши намако за 5-6 месеца до година, а не да се договлачи како што беше с плоштад. С мал плоштад толку време се влечеше, договлачеше, прави се недоправено. И тоа е тоа. Да види, за 5-6 месеца до година се највише направи. Па мисли тоа е такој. Еве како градинка, например, бева мој унук втор, не беше роден, кажава градинка ќе се прави. Дете, второ оделение, 7 години градинки, тие 4 не се направива. Ќерка ми живи у Бано Тргло, градинка Бано Тргло нема. Кажава, че има. Ајдучка чешма, Рајкова куќа, нема градинка, а дете што ќе ме градинка сак на ќерка ми. Кад дете поде у школа. Па на тулица што рече ќерка нема бекатон. Прва обеќава ќе ставив, ништо не видна од тоа. Било прифатно имање, прифатна пут и нема бекатон ништо. А обеќава ќе направи бекатон. Баш пред избори ги обеќава. Едно так дали ке сме жива, да вика на мои унуци деца дали ке дочекав тој. 20 години голем период е. Не е значи мал. Тој треба се помисли малку, ти што одговора на град, градоначелник, да направи некој дом. Овој дом сак што е, не личи на ништо. Неколку пута сам била, носила сам таму донација облекло и се беше пред 2 месеца ги однесе, гардеробу. Треба да направи некој дом да биде стварно луѓе да се обучени, а не приучени. Него да су с медицинску школу, с доктор да биде, с факултети, да работи тамо, да се грижи за тие луѓе како што треба. Па треба, значи, ипак да има обучени, има, значи, како што мислам дека бiro за вработување, има курсеви 6 месеца што се иде за медицински сестри, обука, чување на постари лица, на стари лица, да работи, значи, тој е сертификат признаен од Европска унија, ми изгледа, дека с тие сертификати работи и во Германија, работи и во Франција и Австрија. Би сме прифатиле дека јутре кад ко старемо с мужа ми, може дека не сместив у дом, може дека не викнев таму. Не знаеме како ќе биде. Сак докма тој ќе сме, а после натаму не знам живот што носи. Би прифатила, например, да не ги сметам, да си има фонинину фамилiju, пошто последно време све некако постари како на млади да сметам. Треба млади сами да живи с нини деца, а постари дали у дом, дали негде сами да биде башка. Не мора да биде с нима. Воспитание нам доваѓа од најмали деца, значи од бебе кога се роди дете, први воспитувачи на тие деца су родители, баба и дедо. Зависи како они ќе се постави. По мене, свако дете од 3 години би требало да иде у градинку, зашто тамо се дружи, научи се да дели работи с други деца, научи што е другарство, научи најосновно што треба да знае, па так да иде у школу. Ми тој каде нас га немamo, додека на запад га има од 3 години, деца си иде у школу. Друго,
Тоа образование, што викамо ми, повише, порано родител дома те воспитуе. Ако школу ти ударив шамар, или те маце скара учител, или професор, не су се родители буниле, додадев ти. А сега, родители по средно време нема време за деца, али за тој сакав деца, што сакав правив у школу, правив и дома. И ако го скара учител дете, он одма, ти знаеш ли мајка ми кој е, ти знаеш ли татко ми кој е, одма со тој се вадив, мајка одма дојде у школу. Значи да го брани дете, не ga више напада како да му каже не ga прави тој него. Зашто не, учителка те карала, направила тој те палате. Не, она не ga тепа, она ga савитуи учителка. Ама родители некад не сватив и дете иде во погрешно настав. У погрешно насоку иде, зашто мислив родители ги све дозволуе, родители трчи по работу, трчи по паре, на деца дадев ги паре, а мимо деца помалку грижу и помалку воспитание од една страна. Ако баби и дедо се замеша воспитание на унуче, родите одма ти не се мешате, ми си знаемо по наше, ваше е поминало. А баби и дедо повише со животно искуство и познаем како треба с деца, негови родители сушто су млади, што дозволуе све. На дете му даде в телефон у руке, гледа YouTube, гледа Facebook, што ти не учи тамо и после повише знае за баба тамо, пепа тамо за прасе, за нешто друго, него ли тоа што треба за школа. Помалку внимание има деца, значи, за учење, него ли што е за YouTube или за тие глупости што ги гледав. Изгуби се близина меѓу луѓе, људско се изгуби, значи тој и некако се отуѓи се народ еден од друга, прво фамилија од фамилија се отуѓива, значи поредко се посетуваме, славе некако се забравива. Порано ка славе по 100 душе, по 80, а сега некако сведуе се само тие најблиски. Значи тој сега живот прави. Пошто порано знало се работа од 6 до 2 или од 2 до 10, а сега работа од 6 до 4 до 6, нема се време. Каде да види фамилију дома, да види деца, време нема за ништо. Ја како средња школа спишуваа песме, имаше напишано 150 песме, останава само за мене тој. И тетрадка стоеше, од куќу се преселима у стан, тетрадка остана кај дечерку ми. И случајно видена в интернет дека една тражи оглас песмо да се напише и ја викам, тај песмо ќе може да пишу подобро од њума. Да пробам да види. Напишу песмо. Песмо свој трето награду. И мене ми да потик да почне да пишуј. И пијам едно песмо што пише поезија нема дом. Тајме тие последни, тај е напишана за едну меѓународну групу. Тема беше за поезија, там пишуј на македонски, они си го преведев, пошто и сам члан едно од 12-13 меѓународни групи, имам добивена дипломе пуно. Баш ги броја, некња около 892 дипломи или сертификати имам добиено. Немам книгу издадено, имам песме, али ако е за ученици, еве за школу, ќе тражу донации, али за мене не може да тражи донации. Некако не ми се тражи, а за школу сам тражила за ученици донации. Ја кад ме дојдева да ме прашав да отиду за Диро, пошто е камајде нова, значи независна листа, ниједна партија не е, прифати да бидну, прифати затоа што е независна, тој што полна човек е, мисло не е бија у политику, не е бија замешан и мисло дека нешто ќе постигне повише и што се виде, што го зема второ место, па млади треба да идев напред, а ми постави само како да сме потпора, да сме ги грб. Јас сум од тие, ми се чини најстара тамо, од тие, значи, што су коде Диру и така ми изгледа, затоа што, али мисло, имам осеќај, имам чувство дека ќе постигне се нешто. Ке се смени нешто, ако е дојде да има Реза Куманово. Прво, значи, постари треба пример да дадемо на млади, а пошто коде Диру све су млади, значи све, мислу дека нешто може да успее, нешто повише за Куманово, и за хигиену, и да постигне работе за градинке, пошто вие деца се тоа пресу, значи млади, за тоа мислу дека, затоа сум прифатила тој да биде. Минато, да си го ставиме минато, да си гледамо денеска како е и у иднину да биде. А иднину го ствара сами луѓе. Не го ствара, значи, нешто сеќа, нешто има, него луѓе си го ствара само иднину с образование, с
образование и воспитание, да биде ни подобро, не само на едни, него на сви да биде подобро. И на млади, и на стари да биде подобар живот.